Мојата исповед ги охрабри момчињата. Заминаа за Пирин планина. А во исто време се случи нешто страшно. Во Солун членовите на Централниот комитет ги оковаа во пранги. Тоа внесе големо растројство, како внатре, во Македонија, така и кај задграничното представништво. Дознавме дека Гарванов успеал да се вовлече во организацијата. Се сомневавме дека со негова помош и со помош на неговите истомисленици им ги предадоа на турците. Наводно, за да не падат печатите во рацете на Аскерот, ги собрал тој, а потоа самиот се устоличил и за председател на Централниот комитет. Душата ќе ми пукнеше кога сватив каква огромна катастрофа не најде. Ѓорче Петров остана зад границата, а јас тргнав на широка обиколка низ Македонија. Членовите на Централниот комитет беа осудени на по 101 година затвор. 2 пати го посетив Даме во Битолскиот затвор. Му кажав, му објаснив како стојат работите надвор. Го барав неговото мислење за таквото апсење, но тој не ми рече ништо. Тој беше толку чесен, за да ја свати поганата игра на Гарвановци. Кога се вратив пак кај Ѓорче, му кажав дека ќе заминам за секогаш во Македонија. А тој ме прашуваше што ми рекол Даме за положбата во која се најдоа членовите на Централниот комитет, па лично и за Дамета. Штом човек ги допре тие проклети мокри зидови, му реков, само на одмазда мисли. Даме само на тоа мисли. На каква одмазда мисли тој? Праша Ѓорче. Па на тоа да ги истера османлиите. Па будала ли е тој? Па тие никогаш не ќе го уловеа, ако не го издадоа тие што ни ја матат водата. Му го рече ли тоа? Многу нешта му реков Ѓорче. Ама тој не седеше 4 години зад граница како јас и ти. И малку знае за она што се случува таму. Потоа почнав да пишувам остри писма. Барав голема дисциплина од четите. Сакав сплотени да работат. А конгресот што го одржаа офицерите зад границата, на кој бев повикан и јас, ама не им се одзвав, пропадна. Ѓорче Петров беше изненаден од мојата меланхолија. Тој никогаш не ме имаше видено таков. Му реков дека за секогаш ќе заминам во Македонија, а тебе Господ нека те чува овде. Тогаш заедно се кадросавме и сгрешивме. Моето кадро многу брзо протрчало по турските канцеларии и сега знае многумина како изгледа. Се вратив кај мојата чета во Пирин. Таму ме чекаа куп писма. Во тие писма имаше големи поплаки од самоволието на четите испратени од Сарафов. А имаше и писма во кои ме известуваа дека по селата почнале да формираат народни одбори, народни судови. Селаните веќе не оделе од кадијата да бараат правда, ами сами се спогодувале меѓу себе и за арно и за лошо. Но едно писмо бескрајно ме израдува. Ми јавија дека Даме Груев бил пуштен од затвор и дека стасал во Солун. А мојата чета се приготвуваше да замине, за да го крене мостот на реката Ангиста во Драмско. Зедовме доста динамит и тргнавме. На патот за Ангиста ме достигна курир и ми донесе шифрирано писмо од Солун. Тоа писмо градите ми ги раскина. Ме известуваа дека се донело решение да се крене општонародно востание некаде пред или по Ѓурѓовден. Ми се стори како сета небесна тежина да налегна врз мене. Бегав од момчињата, да не ми ги видат солзите, да не ме видат како крварам. Какво општонародно востание ќе кренат тие кога народот е се уште голорак,
Зарем со стапови и вили против топови ќе се бора? И кој ќе го поведе народот? Кој? Плачев и срцето ми чукаше силно. О, Господи, без да ме прашаат, без мое присуство решиле да го фрлат македонскиот народ в кланица. Бегав на кај реката и рикав на сиот глас. Со какви очи ќе го согледам црното знаме врз главите на нашите мајки? Со каква снага ќе ги погребам младите војводи кои ќе паднат мртви, верувајќи дека гинат за дадената клетва смрт или слобода? Го врзав динамитот за столбовите и го кренавме мостот во воздух. Турците кренаа голема врева. Гледате како се точи аскер на кај тунелот. Јас се врати во Алиботуш и решив да заминам за Солун. И Јане Сандански беше чул за решението да се крене во стание, па ми рече: немој да одиш во Солун, Гоце, ќе те убијат, немој. Но морам да се видам со даме, викав на сиот глас, морам да разговарам.